Уживам таква привилегија пред вас да зборувам на македонски, да ги искажам моите чувства на јазик на кој се зборува во мојата мајка Македонија. Вака поранешниот председател Ѓорѓе Иванов го започна своето обраќање пред учесниците на школата за млади лидери, која тој организира 13-та година поред. Живееме во време оптоварени со дневни настани и политики. Она што се случува меѓу другото со војната во Украина, енергетската криза, незадоволството на луѓето, не гледаме дека всушност се случува една огромна трансформација. Сега актуелната криза е криза на се што создаде просветителството. Ова е време кога се потребни луѓе кои нудат решенија, сочувувајќи ги при тоа моралните принципи и човечноста. За да почнете мир, To start peace, ви треба you need храброст, courage, ви треба праведност, justice, умереност modesty, и разум. and mindfulness. Тоа им фали на сегашните политичари кои го испуштија моментот да се спречи ова војна што постои сега. Младите лидери полни амбиции ги слушаа искуствата и знаењата кои им ги пренесоа реномираните предавачи од Европа и светот. Во Македонија можам да кажам дека времето е на младите да се приклучат во што е можно повеќе лидерски позиции. Затоа што мислиме дека се помалку не има како млада популација во Македонија и сите ја гледаат некако шансата да излезат надвор од државата. Искрено не очекував дека оваа школа има толку висок квалитет. Ова е за мене одлично искуство. Можност да се сретнеш со председатели од сите земји, не само од регионот, туку и Европа. Имавме одлични професори, светски лидери зборуваа со нас, споделувајќи ги личните искуства. Почестена сум што имав можност да бидам дел од школата на председателот Иванов. Школата ќе изнедри идни лидери кои ќе создадат подобра иднина не само за матичната држава, туку и за целиот Балкан. Председателот Иванов ги охрабри младите лидери да бидат истрајни, но и подготвени за жртвување, советувајќи да ја откријат мудроста на нашите предци, а тоа е трпението.